Над 300 барања стигнале досега во Општинската комисија за утврдување штети по невремето што во саботата го зафати Струмичкиот регион. Трите пункта во Сачево, Муртино и Струмица ќе бидат отворени уште неколку дена, пошто формираните стручни подкомисии треба да излезат на терен и да направат проценка, објаснуваат во телефонски разговор за ТВ канал ВИС од комисијата. Најголемиот број барања за обештетување се однесуваат за уништени земјоделски посеви, а помалку за причинета материјална штета. Вчера во посета на Муртино и Сачево беше и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Денеска ќе и во моје присуство ќе се изврши првична проценка на штетите. Она што ќе следува се комисиите кои што се во рамки на општините да излезат, да ги направат сите соодветни проценки и да ја запазиме постапката која што следи понатака, а која што ќе оди преку општините до владината комисија за обештетување, која што ги работи овие предмети и да се носат соодветни одлуки. Она што денес не беше целта, да навремено, веднаш, после првичните информации кои што дојдоа, да излеземе на терен, да ги направиме првичните согледувања заеднички со земјоделците, со сите засегнати страни, да се направат првичните проценки околу површината која што е фатена, кои култури, во кои региони и да се делува соодветно согласно постапките кои што ни следат понатака. Посевите во атарите во Муртино и Сачево скоро целосно се уништени од градот, а силниот ветер ги скина најлоните на пластениците. Дел од земјоделците кои веќе се соочија со проблеми поради слабиот откуп на некои земјоделски култури, полагаа надежи на родот на пиперката и пченицата, но сега велат дека и тие се уништени. Променливото време, според синоптичарите, треба да се задржи до утре.